Драги мои, добро утро и добро ни дојдовте во новиот квадрат. Чест и задоволство е да се биде во ваше друштво на овој убав христијански празник и пред се би сакала да ви го честитам Великден и да ви посакам многу убави моменти, мир, спокој во семејството. Почнуваме сега, што се ќе гледате денес и во овој квадрат, ви откривам по продолжение. Во новиот квадрат заедно ќе го освежиме вашиот балкон. Ќе ве научиме како да ја внесете рибарската естетика во вашиот дом и што значи медитерански стил на уредување на простор. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Убав сончев празничен викенд и токму такви не очекуваат периодот кој следува, па затоа сега е вистинско време да го освежите вашиот надворешен простор, односно вашиот балкон. Како да го направите тоа, ќе ви покажеме ние во прилогот кој следува во продолжение. Балконот е особено важен простор во секој градски стан, па затоа се трудиме да го опремиме за да биде удобен, како едно наше место за бегство од стрес. Од наоѓање на совршено осветлување до создавање на сопствена градина на балконот. Постојат безброј начини да го направите секој надворешен простор ваш. Малку внимание на деталите и секако нашите стилски совети може да го претворат малиот сив балкон во вистинска оаза. Еве неколку совети што треба да ги земете во предвид при реконструкција на вашиот балкон. Пред се започнете со мебелот. Првото нешто што веројатно ќе сакате да го додадете е мебел. Но запомнете, се што ќе ставите на вашиот балкон ќе биде изложено на временски промени и природни катастрофи. Материјалите како плетенковано железо, тиково и пластика можат да се справат со поголемиот дел од она што го фрла мајката природа. Потоа декорирајте со растенија. Сега е време да додадете некои работи кои ќе помогнат вашиот балкон да блесне. Растенијата се одлични за тоа. Цвеќињата како бегонии, издржливи растенија како бамбус и свежи билки напредуваат во градината на балконот. Инвестирајте во приватноста. Конечно, размислете дали барате приватност во вашиот надворешен простор. Високите растенија, лазачите и грмушките може да ви помогнат да се оградите од соседите. Има дури и тенди, панели и паравани направени од бамбус, трска и дрво. Од интересни детали и шарен мебел до сезонски решенија, пронајдете инспирација за украсување на вашиот балкон. Допирот на боја секогаш ќе го освежи малиот балкон. Не ви треба нов мебел или големи инвестиции. Топлите перници во вашата омилена боја, растенијата и другите детали ќе го оживеат секој балкон. Неколку добро распоредени лед светилки и неколку ароматични цвеќи целосно ќе ја променат атмосферата на вашиот балкон. Теписите и прекривките веднаш ќе дадат удобност на вашиот мал балкон. Обрнете внимание на тоа како го монтирате тепихот или изберете килими кои се направени за надворешни простори. Колку и да е мал балконот, тој ќе оживее во момент кога ќе ставите многу цвеќе или растенија во него. А како се затоплува времето надвор, така се повеќе се инспирираме и од морето, па затоа токму рибарската естетика во домот е некој убав тренд кој ќе биде актуелен периодот. За рибарска естетика во вашиот дом зборуваме во прилогот кој следува во продолжение. Уживајте! Рибарската естетика во внатрешноста ќе донесе удобни, релаксирачки вибрации на утро на море во вашиот дом. Овој тренд брзо расте и може да биде одличен начин да внесете опуштен шарм во вашиот дом, создавајќи рај кој ќе потсетува на брегот и спокојството на морето. Ако некогаш сте фантазирале за пријатна кабина покрај морето, со дрвени облоги, меки бои и навестување на наутички шарм, ова би можело да биде трендот што никогаш не сте знаеле дека ви е потребен. Без разлика дали го сакате солениот воздух или едноставно сакате вашиот простор да биде рај, еве како да внесете рибарска естетика во вашиот дом. Ова е моментално најбрзо растечкиот тренд во светот на модата и дизајнот на интериер. Терминот беше измислен од Pinterest во свој извештај за прогнозирање на трендови. Оваа социјална мрежа забележа огромен пораст на наутички инспирации и прибарувања. Плетени џимпери, чанти во облик на риба, па дури и тетоважи со морска тема. Естетиката на рибарот ја нагласува опуштената атмосфера, што ги спојува наутичките елементи и винтидж комфорот. Кога станува збор за интериерите, најдобар пример за естетика на рибар во пракса може да биде станот на Лук Дейнс од серијата Девојки од Гилмор.
Обожавателите на серијата веднаш ќе можат да замислат панели од темно дрво, карирани постелнини и врамени акварели од риба. И да не ги заборавиме неговите иконски фланелни кошули. Оваа комбинација одлично ја доловува опуштената природа на естетиката на рибарот. Ако сте привлечени од овој пријатен опуштен изглед, еве кои елементи треба да ги вклучите во вашиот простор за да го постигнете овој ефект. За почеток поморски сувенири. Како и трендот на крајбрежјето, така и во оваа естетика присутни се поморски акценти. Можете лесно да најдете предмети и уметнички дела на оваа тема, но сигурни сме дека веќе ги имате дома. Така е, сувенирите од одмор. На овој начин вашиот дом ќе остави впечаток дека внимателно сте ги одбирале работите за време на патувањата, наместо едноставно да купите што ќе се најде пред вас. Во овој тренд спаѓаат и карираните ткаенини. Ако имате официјален шаблон за естетика на рибар, сигурно ќе биде кариран. Тој е иконски модел во гардеробата на секој рибар, но е и основна за интериерот. Најлесен начин да го вклучите во вашиот простор е преку текстил. Помислете на карирани кебиња, перници, килими, завеси или чаршави. А добре дојдени се и дрвените акценти. Во согласност со едноставната рустикална природа во овој тренд, акцентите на дрво се задолжителни. Клучот е да се избере дрво што изгледа избришано и природно, со што се добива впечаток дека е пронајдено на пазар или испрано од брановите. А нема да покрешите ниту со мотиви во риги. Пругите кои подсетуваат на оние кошули кои ги носеле морнарите пред неколку века, се уште еден често виден мотив во естетиката на рибарот. Овој едноставен класичен модел лесно може да се вгради на различни начини. Без разлика дали се работи за прекривка со риги, комплет перници или килим, овој мотив додава вистински наутички шарм без да се претера. Природните материјали како јута и волна се клучни за овој изглед. Овие материјали не само што се издржливи, туку се и полни со рустикален шарм, кој буди чувство да се биде на море. Вклучете ткаенини и текстури во земјени тонови за да додадете длабочина и димензија во вашиот интериер. Рибарската естетика се заснова на природни, излитени материјали како што се кожните акценти кои совршено се вклопуваат во овој изглед. Како и добро носените рибарски сандали или бродски чевли, кожните акценти додаваат допир на безвременост на овој тренд, додека ги надополнуваат земјените бои, кои се белег на овој стил. Вклучете и одредени парчиња и ситници за да додадете софистицираност и груб шарм на целиот ваш простор. И кога веќе ја начнавме оваа тема за оние кои се вистински влюбеници во морето, тука е медитеранскиот стил на уредување на вашиот простор. Како да го уредите вашиот простор токму на овој начин ви откриваме во прилогот кој следува токму сега. Ако почнавте да станувате носталгични по топлото време, сонцето, можеби море, плажа и се што доаѓа заедно со оваа совршена комбинација. Можеби решение е уредување на простор во еден од најчесто бараните стилови, кој ќе ве грее 12 месеци во годината и ќе направи топлата летна атмосфера постојано да владее во вашиот простор. Веројатно веќе претпоставивте за што станува збор. Па сите вие кои со воздишка ги гледате начинот и стилот на уредување на куќите и становите сместени покрај море, со исто толкова одушевување, сигурно ќе го проследите и прилогот кој следува во продолжение, затоа што во него со нашиот стручен соработник, архитект Македон Кандева од Скам Студио, зборуваме за медитерански стил на уредување на простор. За почеток дознаваме што представува и од што е инспириран овој уредувачки стил. Стилот е инспириран од медитеранската архитектура секако. Земјите на фокус се Јужна Франција, Италија со Тоскана, Шпанија, па вклучувајќи и останатите медитерански земји, Тунис, Мароко и секако Грција, која е многу инспиративна земја, поготово за Америка, каде што е, да речеме, дефинирано овој стил, заради тоа што тоа е еден тип на копија во декорирањето, односно во интериерот, од архитектурата која е традиционална за овие земји. Она што следно сигурно би сакале да го слушнете е конкретни насоки за негова практична примена на дело. Или, поинаку кажано, како можеме да уредиме еден простор во медитерански стил? Одговорот следува во продолжение.
Фокусот на овој стил е животниот стил, како и за секој стил, меѓутоа да речеме во овој стил најмногу превладува кујната и фамилиарното живење, односно блискоста со пријателите, блискоста со фамилијата и самата функција на самата основа е така распределена да постојано се случува некаква кохезија помеѓу сите членови, помеѓу сите функции кои што се испреплетуваат секогаш во трпезаријата, во кујната, во ходниците и скалите на архитектонско уредени простори во овој стил. Звучи одлично, така и изгледа. Но она што е честа дилема е дали истиот дозволува да биде применет во конкретен случај. Односно, во каков простор најдобро се вклопува и како да го препознаете. Па добро е да има некакво распределување по вертикала на самите основи, затоа што пред просторите како ходници со скали интересни, односно да тие се важни многу за да се добие една волуменозност, односно стилот самиот да се распредели по целата вертикала на самата куќа. Исто така, ова не е стил што може да се препорача за стан, заради тоа што за да се добие самата приказна и самата топлина, потребно е да има поголем простор и потребно е, значи, самата идеја да се заснова на едно живење во куќа, односно нешто што оддава идеја на традиција, на фамилија. Тоа е стил кој што е инспириран секако нели од архитектурата, како што кажав, има овие медитерански земји, каде што секогаш климата е топла, па ние сакаме да воведеме некаква, да речеме, некакво проветрување или ладење на самиот простор. Па така оваа архитектура ќе ја препознаете со тоа што самите ходници, дневни соби, да речеме, се покриени со керамички плочки комплетно, за да дојде до некакво вентилирање на самиот простор. Секогаш се земјените тонови во фокус, рустикалното дрво, необработено или обработено, потоа керамичките плочки, теракота, елементи што се традиционални за тие региони. Најчесто вака уредени простори сме гледале во приморските градови, па сосема природно е да очекуваме сликата да ја надополни одблесок од сонце, песочна плажа и бранови кои заплискуваат низ неа. Но дали тоа значи и дека нашиве простори не се соодветни за реализација на медитеранскиот стил на уредување? Ставот на нашиот стручен соработник на оваа тема е она што следува. Па јас сметам дека одговара поготово во по-рурални подрачја, односно простори каде што има, да речеме, примеси на медитеранско-континентална клима. Не е дека во Македонија имаме исто, не е дека немаме топли лета. Секако вакви куќи одговараат за подрачја каде што е потопло и секако, како што реков, каде што имате простор да направите една куќа што ќе го одразува вашиот традиционален животен стил. Ни светот, освен за животен, сме го сретнувале и како стил застапен во многу простории со друга намена, особено во рестораните. Но нашето прашање е дали е соодветен за примена и во работните простории, а одговорот го слушаме во продолжение. Па дефинитивно, затоа што, како што кажав на почетокот, тоа е блиско поврзан со кујната, односно стилот на готвење, па дефинитивно одговара за национални ресторани, за рибни ресторани, каде што сакаме да го потенцираме тој традиционален начин на готвење, традиционален начин на живење, фамилиарна блискост. Создадете си простор каде ќе уживате и ќе го поминувате најомилениот дел од денот. Секое катче во кое живееме треба да го претвориме во убаво и топло место. Куќата на познатата актерка, текстописец и пејачка Менди Мур е токму едно такво пријатно и топло место. Спој на модерното и луксузното со минатото. Кога се вселиле во оваа куќа, таа и незиниот свршеник сакале дел од куќата да реновираат и да го направат навистина убаво и модерно катче за живење. Но исто така, сакале и да задржат што е можно повеќе од оригиналниот изглед на куќата. Затоа и дневната соба насред просторија има огромен оџак
и на нив тоа им изгледало сосема нормално и интересно, па решиле да го задржат и воопшто не сгрешиле, бидејќи навистина дава софистицираност на оваа просторија. Целата дневна соба е во винтидж стил и навистина изгледа прекрасно. Има голема аголна софа за седење во бела боја со дрвени ногарки, со која одлично се вклопуваат малите дрвени кафе масички, кои исто така се во интересен и посебен стил. Додека пак сината фотелја изработена од кадифе е совршено место за релаксација и читање на некоја убава книга. Таа вели дека додека ја уредувале оваа просторија, сакале да бидат сигурни дека ќе имаат доволно простор за пијано, бидејќи нејзиниот свршеник, како и таа, обожаваат музика. Менди вели дека претходно никогаш немала формална трпезарија, па затоа и не сакала во незината куќа воопшто ништо да биде формално, па дури ни трпезаријата. Масата е голема во светло кафена боја, изработена е од дрво. Бели удобни столици и многу цвеќе се наоѓаат во оваа просторија. Во истата има и прекрасно уметничко дело, за кое таа вели дека и е омилено, поради тоа што авторот на делото е нејзин омилен уметник, а воедно и пријателка. Долги розови завеси и големи стаклени врати, од кои се шири сончева светлина. Кујната е единствената просторија во оваа куќа која тие ја измениле целосно. Има голем остров на средината на просторот кој служи како шанк и помошна маса. Целата кујна е изработена од мермер и е во бела боја со сиви шари и неколку светло кафени елементи. Актерката додава дека таа обожава отворени полици во кујна, каде што можат да се гледаат предметите сместени на нив. Одовде преку големи стаклени врати се излегува на големата тераса, со прекрасен поглед кон планината. На неа има сместено две интересни и удобни столици, за кои таа вели дека и се умиленото место и дека со часови може да седи и да го гледа зајди сонцето со чаша вино во раката. Семејната соба или пак собата за одмор и гледање телевизија е целата во боја на лаванда и кадифе. Посебно изработени фотели во жолта боја и голема софа за седење. Она кое е навистина интересно е плочата покрај каминот, која е рачно изработена со помош на архитектите кои ја уредувале куќата. Целата плоча изгледа како да се наредени најразлични камења во интересни бои. И во оваа просторија има едно уметничко дело, посебно драго за актерката и кое навистина одлично се вклопува во целата просторија. Во куќата имаат и посебна просторија за читање книги, во која има многу полици наредени со книги, многу светлина, огромен прозорец на таванот и удобни софи, изработени од италијански дизајнери во винтидж стил. Таа вели дека сака да поминува време во оваа просторија, бидејќи читањето книга неа навистина ја релаксира, но додава и дека незиниот свршеник Тейлор е дефинитивно човекот кој најмногу обожава да чита и дека скоро секоја книга која се наоѓа во нивната куќа е купена од него. Од тука се упатуваме кон спалната соба на актерката. Собата е во бела боја. Има интересни долги светилки прикачени на таванот, кои висат од двете страни на спалната. Ѕидот позади креветот од крај до крај е прекриен со кадифе, кој е во склоп на креветот, а на двата краеви се прикачени отворени полици за книги или пак некој декоративен елемент. Големи прозорци, долги завеси, а потоа прекрасен поглед кон дворот и големиот базен. Во склоп на базенот има и спа, за кое таа вели дека од секогаш посакувала да го има. Во дворот покрај базенот има и надворешна кујна за седење и дружење со пријателите. Удобни големи кревети покрај базенот и агол со неколку дрвени интересни столици и камин се сместени надвор. Актерката вели дека таа и незиниот свршеник сакаат забава и честопати знаат да си ги соберат најблиските пријатели и да си направат забава покрај базенот со скара и вино. Многу зеленило, цвеќиња и најразлични дрва се сместени во дворот, бидејќи таа вели дека обожават цвеќе и зеленило и дека секој од нас треба да има барем по некое во својот дом, бидејќи тие внесуваат посебна атмосфера и топлина во нашите домови. Уредувањето на домот не мора да подразбира драстични промени.
Понекогаш само нови завеси или парчиња може да внесат свежина и сосема да го променат изгледот на една просторија. Доколку вие немавте, ова може би ви дојде како одлична идеја. Да направите мала промена и да внесете малку повеќе живост, светлина и многу топлина во вашиот дом. Со оваа тема и содржина ние завршуваме за денес и ве оставаме да уживате во остатокот од овој убав празничен викенд. Уживајте во викендот, се гледаме повторно наредната недела. Пријатно од мене.